Едни да најдат работа, други поради ефтино студирање или за шетање. Македонците не престануваат да вадат европски пасоши и тоа најголем број од нив има издадено Бугарија. Последните 10 години вкупно 57.627 македонци успеале да докажат бугарско потекло и да добијат државјанство и пасош како работна виза за иселување, покажуваат податоците што ги објави Министерството за правосудство во Софија. Споредено со годините наназад, особено од 2009 година, откако беше воведена визната либерализација, се забележува значително намалување на бројот на државјанства кои Бугарија им ги доделува на македонците. Најголемиот одскок е направен меѓу 2009 и 2010 година, кога дури речиси за 90% се зголемува бројот на доделени пасоши од Бугарија за македонците. Во 2011 година пак вкупно 266 лица добиле државјанство од Бугарија, а во 2012 277. Според статистиката на Европскиот статистички завод Евростат, околу 100 македонски државјани во 2013 година ги поминале потребните процедури и добиле државјанство на соседна Бугарија. Во 2014 година 234 македонци добиле државјанство, дозвола за престој во Бугарија, покажуваат податоците на статистичкото биро на Евростат. Со тоа од 2005 година, откога Македонија го доби кандидатскиот статус за членка на Европската унија, вкупно 106.216 македонци станале европејци со државјанство и пасош. Тоа значи дека граѓани на Европската унија станале толку македонци колку што живеат во Битола и во Струмица заедно. Сепак оваа бројка не е официјална и вистинскиот број на македонци со бугарско државјанство не е познато се уште за јавноста. Меѓутоа, освен бугарски пасоши, податоците на статистичкото биро на Европската унија Евростат покажуваат дека уште 48.589 македонци од 2005 година до 2014 година добиле државјанство од некоја друга европска земја од Унијата или Шенген зоната. Со 9.870 државјанства, Италија е меѓу земјите каде што има најмногу натурализирани македонци, па следуваат Германија со издадени 7.452 државјанства и Австрија со 3.666 државјанства за македонски граѓани. Во најголем дел станува збор за граѓани кои што отишле на привремена работа во овие земји, но останале трајно и со тоа добиле и државјанство. Македонците аплицирале за државјанство, односно дозвола за престој и во Словенија, каде се доделени 562 вакви дозволи, но и во Хрватска, каде биле издадени 261 државјанство на македонци. По бугарските државјанства, според базите на податоците на Евростат, најбројни се македонците што добиле државјанство од Швајцарија, и тоа 17.764 граѓани, која што не е дел од Европската унија, но е дел од Шенген зоната. За македонците со бугарски пасоши од исток почнаа да стигаат казни високи до 1000 лева. Казните се затоа што во мај лани гласале на европските избори во бугарските конзуларни представништва во Македонија, а немале право. Најмногу постапки според бугарските медиуми се водат во пограничните градови Благоевград и Кюстендил, каде се домашните адреси на многу новопечени македонци бугари. Во Благоевград се покренати постапки против 283 иматели на двојни пасоши, во Кюстендил за 250 двојни државјани. Обвинителката од Благоевград објаснува, затоа што го искористиле гласачкото право иако немале поради неисполнување на условот за живеалиште. Под тој услов за да се гласа на европските избори, мора пред денот на одржувањето, непрекинато најмалку 3 месеци, да имаат живеалиште, односно престојувалиште во Бугарија или во земја членка на Европската унија. Вториот престап е што тие самите пред избирачките одбори декларирале дека имаат избирачко право, изјави Весела Стоилова, обвинителка и портпарол на обвинителството во Благоевград, Бугарија.